Добро утро и од мене, а денеска наша гостинка во утрински брифинг е професорката Весна Мојсова-Чепишевска, директорка, раководителка на Меѓународниот семинар за македонски јазик и култура. Добро дојдовте во утрински брифинг. Благодарам што еве во пресрет на 5 мај, денот на македонскиот јазик, дојдовте да поразговараме малку за тоа во каква кондиција, во каква состојба е македонскиот јазик. Па добро, убав е поводот 5 мај. Тој е денот на македонскиот јазик, знаеме зошто е тоа така. Во каква кондиција? Мислам дека ако тргнам од она што го знам како директор на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, тој е навистина во добра кондиција, бидејќи јас ги следам оние работи кои што се врзани со странските универзитети и со нашето котирање на странските универзитети, односно желбата за изучување на македонскиот јазик на во овие универзитети преку лекторати и секако преку катедри, затоа што не секаде каде што имаме лекторат имаме катедра за по македонски јазик и обратно. Така што, еве, 55 години Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура се грижи, нели, за тоа. И мислам дека ако кажете дека 55 години е во еден таков континуитет, таа грижа за македонскиот јазик, мислам дека е во добра кондиција. Јас такво чувство имам, иако секогаш можеме да кажеме дека моравме и повеќе. И можевме и повеќе, ама тоа е сега работата да не гледаме наназад, зашто јас не сум обично како личност кој што сакам да гледам наназад, туку сакам да гледам нанапред и да видиме што можеме од сега, од оваа позиција, од денес, од 2022, па натаму што можеме да направиме. Сега, вие пред 2 дена бевте на средба со претседателот Пендаровски и според она што го добивме како соопштение, се разговарало за состојбата со лекторатите по македонски јазик, но и се разбира за семинарот и оваа убава годишнина 55 години. Што е проблемот со лекторатите? Бидејќи последниот лекторат за македонски јазик е отворен 2008 година. Така. Нивниот број се намалува или останува ист, некаде 7-8 се во моментов, биле повеќе. Што е проблемот? Зошто не можеме да имаме повеќе лекторати? Дали зборнавте за тоа со писателот? Секако, бидејќи иако средбата беше по повод оваа престојна 55-та летна школа, тоа беше нели за нас главната средба, но секако клучно беше и тоа што можеме ние како држава да направиме не само како универзитет, бидејќи лекторатите на странските универзитети се дел од меѓународниот семинар, се подгрижа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, но секако тука за тоа стои големиот универзитет. Тоа е сепак Универзитетот Свети Кирил и Методи. Значи, ние разговаравме за тоа што можеме да направиме. Точна ви оваа констатација дека од 2008 тој е последниот лекторат што се отвори, иако имаме ние катедра за македонски јазик и во Загреб. И таму имавме лекторат, меѓутоа... Ова беше во Риека што се отвори? Да, ова е во Риека, но таму, например, во Загреб, тоа од лекторат, значи, се прерасна во катедра. И таму имаме покрај лектор, имаме и професор кој што држи предавања од областа на македонската литература и на македонската култура. Во Риека е лекторат 2008. Зошто е тешко? Да речеме, еве, од таа 2008 не е малку. Разговаравме за тоа дека наредната година можеме да направиме еден убав јубилеј 15 години, затоа што тој е лекторат кој што е отворен во држава кој што е членка на Европската унија и тоа за нас е битно, нели? А што можеме, нели, да освен да го одбележиме, што можеме да направиме по однос на тоа да отвориме некој нов лекторат. Значи тоа беа нашите разговори, нашите размислувања. Во добар правец се движат сите наши планови околу можно отворање на лекторат во Анкара. Но зошто веламе тешко? Не можете вие сами да решите како Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура и како Универзитет Свети Кирил и Методи да решите да отворите лекторат. Тоа е многу комплексно прашање. Најпрво, секако, дипломатијата прави еден вид на скрининг, на еден вид на да испита каков е теренот на лице место, дали на вистина таму има интерес за македонистика. Така.
И еве Тоа да се речеме работи за некој универзитет во некој град, да, па најчесто да речеме ве Анкара е нели сепак главен град. така и да. официјален, сакам да кажам, административен град нели на Турција. Значи ова е нешто подолго што траело од претходните години и се видело дека таму има клима, дека има расположение во рамките на катедрата за славистика на државниот универзитет во Анкара да направиме напори да се отвори еден таков лекторат. Секако тука треба да се направат и да се подпишат и универзитетски меѓууниверзитетски договори помеѓу нашиот и нивниот, односно помеѓу УКИМ и Анкарскиот државен универзитет. И потоа врз основа на тоа, на еден скрининг, на едно такво нели согледување, нели да се побара работно место. Значи тука А универзитетот во Анкара треба да му даде работно место? не нашиот. Нашиот треба да побара. Нашиот универзитет и нормално тука се задолжени покрај Министерството за образование и наука и Министерството за финансии, бидејќи без финансии вие не можете да добиете ново работно место и нов лектор. Така, тоа ако ќе помине, значи ќе се распише конкурс, ќе се пријави, ќе го добиеме тоа ново име, меѓутоа потоа треба да се направи на лице место, на терен, да се види колку сега Анкара, односно Анкарскиот државен универзитет може да биде подготвен да го прими лекторот. Еве ова зборувам сега бидејќи сега сме во една таква ситуација. Така што блиску сме, нели? Тоа ќе биде. Јас се надевам искрено. Меѓутоа, гледате, тоа е еден долгорочен процес, трае повеќе години, затоа што ова е нешто што започнало таму во 2017-та. За да се оствари во 2022 или можеби дури и во 2023. Истото било и со Риека. Тоа било неколку годишна подготовка за да се случи нов лекторат по македонски јазик. Но треба и ова да знаеме. Не секогаш само отворање на лекторати значи дека само таму имаме македонистика. Да не се добие погрешна представа, бидејќи вие ако влезете на страницата... Да, тоа е обично Так, печатокот так, кој што се добива. так. А сите овие луѓе што доаѓаат секоја година на семинарот, на летна школа, зимска школа, тоа се по 40 на 50 на па и повеќе некои години посетители од странски земји. Сите тие всушност предаваат македонски некаде. Така е. Го изучуваат македонскиот Така е, јазик, литература и култура. Така, еве само како за пример. Например, во Чешка повеќе немаме лекторат. Значи тој лекторат што беше активен заедно и врзан со името на големиот академик Иван Доровски, со неговото заминување, физичко заминување, тој лекторат повеќе не е. Меѓутоа, ја имаме неговата студентка, тоа е професорката Кристина Дувкова, која што не е македонка по потекло, нели како што беше тоа Иван Доровски. Да. Но таа извонредно зборува македонски. И таа на Универзитетот во Брно има понудено неколку предмети, меѓу кои македонски јазик 1, 2, 3, 4, но и предмети од областа на македонската култура. И таа е нашиот амбасадор на македонистиката во Чешка. Критиките се дека македонскиот јазик не се афирмира онака жестоко како што би требало да биде, со оглед на сите на најновите, не се најнови, се разбира, континуирани се овие напади од страна на Бугарија, едно киднапирање на историјата на македонскиот јазик од бугарска страна се случува и тоа не е новост, не е некоја новина. Меѓутоа, еве, има критики дека науката не следи сето она што треба да следи, бидејќи се намалува научниот кадар, особено во Институтот за македонски јазик. Понатаму дека Советот за македонски јазик при владата недоволно добро работи или ја слуша владата наместо да советува и така натаму. Според вас, како треба да се грижиме, да го афирмираме, да го заштитуваме македонскиот јазик сега во 21. век и во оваа специфична ситуација во која што се наоѓа со оглед на нападите? Па јас себе реков, значи, семинарот, меѓународниот семинар е една од тие алки, да речеме, што се прави секогаш освежување по однос на науката врзана со македонскиот јазик, со македонската литература и култура. Затоа што, еве, оваа година е 49-та меѓународна научна конференција. Јас мислам дека ни во регионот нема толку долго континуирано нешто што се случувало, бидејќи главната тема е македонскиот јазик наспрема другите јазици и македонската литература и култура наспрема другите литератури и култури. Значи, континуирано 49 години, до година ќе биде таа јубилејна 50-та. Да. Така, значи, ви имате 50 години континуирано научни конференции на кои што се научно се расправа
расправа за македонскиот јазик наспрема другите јазици и за македонската литература и култура наспрема другите литератури и култури. И тоа е се архивирано. Бидејќи ние секоја година вадиме изборник од оваа конференција. И таму македонскиот јазик е проучен во лепезата на другите, како лепеза со другите јазици. Сите специфики, блискости и разлики. Така што, еве, тоа е една од можностите. Меѓутоа, тука ви се секако и други институции. Замислете го филолошкиот факултет кој што минатата година направи 75 години. Да. Тоа е една активност образовна, но и научна. Да, дали ви доаѓаат бугарски научници на семинарот? Бугарски научници секогаш доаѓаат преку лични контакти. Значи, како институција, значи семинарот со некој универзитет, не. Порано имаше пракса, се сеќавам, многу одамна тоа беше некаде во раните 2000-ти, нивното Министерство за образование, зборувам за Министерството за образование на Република Бугарија, испраќаше по двајца слушатели на летната школа на меѓународниот семинар. Последниве, не знам, 10 години, од кога стана се по-жестоко, нели, односно можноста наша за да влеземе во Европска, односно да почнеме пристапни преговори, кога се засели таа нивна реторика, тогаш веќе немаме таква можност, односно не ни праќаат, а реално порано ни добивавме и покана и некој од нас, од наша страна, да присуствува на нивните летни школи, имаат и во Велико Трново и во Софија, меѓутоа не знам, последниве години не знам, немам таква некаква информација, така што и на тој начин замре. А индивидуално, лично, преку лични контакти, одредени професори, да, имаше и на зимската школа, и лани на првата зимска школа, имаше пред 2-3 години на летната школа, но, како велам, тоа е една ластовичка не носи пролет. Така е. Но сепак ова е охрабрувачка вест дека бугарските научници покрај официјалната политика, нели, си доаѓаат, се интересираат за она што се случува на меѓународниот семинар. Летната школа имаме време, уште еднаш ќе се сретнеме, секако не успев да ве прашам што точно подготвувате, но има време, велам, ќе се сретнеме пак со надеж дека повторно ќе ни гостувате во утрински брифинг. Па еве и таа 55-та летна школа кој што е во континуитет, значи немало година да се прекине. Значи од 67 година како е почната тој прв, да речеме, таа прва средба, тој прв собир во на кој што се конституирал меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, 55 години во континуитет тие летни школи се одржуваат и знаете секоја година, еве, на зимската имавме 40 слушатели, сега на летната веќе до сега ни се пријавени 60, ни аплицира 60 слушатели, значи семинаристи, што е убава во целата оваа ситуација. Знаеме како беше и претходните 2 години заради пандемијата. Така што се радуваме од сите наши лекторати, значи имаме студенти, професори, но и од универзитетските центри каде што се изучува македонскиот јазик, литература и култура, не од страна, нали, тој не се предава од страна на нашите лекторати кои што се родени говорители, туку од професори, од предавачи, од проучувачи кои што го научиле македонскиот јазик токму на овие летни и овие последни 2 зимски школи на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето.